Министер, добар ден. Кога ќе има целосно олабавување на рестриктивните мерки, очекувате ли евентуално нов бран од COVID-19 во земјава и кога? Во однос на мерките, продолжуваме со истиот терк, со истото на ситуација, ги пратиме истите параметри практично секојдневно. Практично сега во овој период класно се намалува бројот на новодиагностицирани случаи, се намалува на број на пациенти кои што бараат хоспитализација, ковид одделенијата кои што беа пренаменети од други одделенија да бидат одделенија за третман на ковид пациенти, сега ги враќаме во нормална работа. И сето тоа ни дава за право да сега мерките постепено ги олабавуваме. И мерките ќе ги олабавуваме и дополнително. Еве сега се скрати политичкиот час, тако нешто ќе предложиме во текот на следнава недела, и епидемиолошката ситуација тоа го дозволува. Што е тоа што може да смени сликата? Дали тако нешто може да очекуваме? Тоа е наистина тешко да се каже и ми се чини дека нема никој во светот, ниту една анализа која што може со сигурност да тврди што е тоа што може да не очекува до крај на годината. Очекувањето се дека со сегашната слика, со вакцините на располагање и со зголемување на опфатот со вакцинација, пандемијата полека ќе спласне насекаде. Тоа што евентуално може да смени сликата е можеби некоја нова мутација на вирусот која што ќе биде поконтагиозна, полесно преносива, ќе даде потечна форма на болеста, но се надеваме дека до тоа нема да. До кога очекувате поголемиот дел од македонските граѓани да бидат вакцинирани? Значи, нашиот систем функционира така да се вакцинираат 10.000 граѓани на ден. Се вакцинираат во пунктовите за масовна вакцинација, како и во вакциналните пунктови во здравствените домови. И согласно очекуваната динамика на пристигнувањето на вакцините, она голема пратка од 500.000 кинески вакцини од производител Синовак, некаде до крајот на мај или почетокот на јуни. Понатаму, оваа динамика на пристигнување на вакцините Pfizer, некаде 10.000 во месец мај секоја недела, тоа се 5.000 од директни од наш договор, 5.000 од системна солидарност од Европска унија, дополнителната количина до крајот на јуни на 100.000 вакцини Pfizer преку системот COVAX е нешто што ни дава за право да кажеме дека со оваа динамика со која сега се одвива процесот на вакцинација, ние до крајот на летото може да имаме вакцинирано население во доволен процент за да се постигне колективен имунитет. Сето тоа секако зависи од интересот на граѓаните. Мора да кажам дека сега е прилично висок, се надевам дека така ќе продолжи. Спремни се кампањите со оваа динамика која што имаме 10.000 граѓани на ден, со вакцините кои што еве сега пристигнуваат со она предвидена динамика, планот како што е за вакцините во следните месеци, 50% од граѓаните треба да се веќе вакцинирани до крајот на летото. На кои вакцини ќе се подпре земјава во следниот период и дали веќе се договараат вакцини за следнава 2022 година? За наредната година тоа што го направивме е оној договор, би рекол на некој начин и стратешки договор за набавка на вакцини од српскиот производител Торлак. Зошто? Блиско поради тоа што ќе има сосем доволна количина на располагање со на дневна, со на месечна динамика која што ќе идуваат од 1 милион вакцини месечно. И мислам дека е тоа една сосем добра стратегија, имајќи предвид дека ние не знаеме во која насока ќе се пандемијата, како ќе се одвива препорака за вакцинација во текот на следната година, дали вакцините ќе останат исти, дали треба да се смени платформата, дали ќе бидат дел од некои поливалентни вакцини. И сето тоа го разговаравме во институтот Торлак, каде се произведува вакцината Спутник, но отворени сме за буквално сите опции. Министер, во кои држави ќе може да одат македонските граѓани ова лето на одмор? Немаме информација дека рестрикции за патување во било која држава. Впрочем, исто како и ние, оние потребни документи кои што ги издаваме и ние земји, се документи кои што се барат во дел од околните земји. Така да рестрикција нема во овој момент, нема ниту во најава, да бидам искрен, не очекувам.
да има било каква рестрикција за патување во било која земја во светот. Впрочем, и ПСР тестовите и потврдите за вакцинација се нешто што конечно треба да го вратат нормалниот живот и нормалниот начин на патување и комуникација. Тоа значи дека и сертификатите кои што се добиваат после вакцинирањето ќе може да се користат за патување. Во зависност од барањата на различни земји, ние издаваме со соодветни сертификати. ПСР тестови во акредитирани лаборатории и сертификати кои што содржат QR код, кои што е по најавата на Грција ќе бидат тие сертификати кои што ќе се прифаќаат за да се влезе во оваа земја. Така да тоа се некои општи принципи во основа на кои што се темелат барањата за патување во земјите членки на Европска унија, на што ни беше укажано во изминатиот период. Сертификатите ги исполнуваат буквално сите овие критериуми. Ке може ли со кинеските и со руските вакцини македонскиве граѓани да патуваат? Земјите членки на Европската унија ги прифаќаат вакцините кои што се признаени од Европската агенција за лекови, но и тие кои што се признаени од Светската здравствена организација. А тоа значи дека буквално сите земји кои што ги имаме земја ќе бидат признаени во сите земји каде што таков критериум за патување и за ќе биде помар. За време на посетата на еврокомесарот Вархеј разговаравме и на оваа тема и ни укажа дека за патување во земјите членки на Европската унија ќе се признаваат вакцините кои што се признаени од Европската агенција за лекови ЕМА, но и оние кои што се признаени од Светската здравствена организација. Впрочем, целта на враќањето на нормалниот живот и нормалните комуникации се темели на она што сега е на располагање како вакцини во светот, а кинеските, руските, сите други вакцини на Pfizer, на AstraZeneca и така натаму се на располагање на секаде низ светот. И тоа е суштината, дека ќе се прифаќаат вакцините кои што се признаени и од ЕМА и Светската здравствена организација, за да нема буквално никаква дискриминација во однос на патувањето и движењето на граѓаните ширум светот. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка.